Првен да ви пренесам дека печатокот мој тук од аеродромот е дека полека, но сигурно работите се враќаат во контрола. Повторно полетуваат и слетуваат авиони, така што цивилниот воздушен сообраќај полека се стабилизира и се враќа во нормала. Јас пред околу 15 минути разговарав и со македонскиот амбасадор овдека во Турција. Тој ми информираше дека за 1 час од сега има и седница на турскиот парламент на која што се повикани и поголем дел од странските амбасадори во Турција на седница на која што ќе треба тие да бидат информирани за сите последни немили случувања што се случија вчера и денеска во Турција. Како што кажав, ние сме тука од синоќа од 22 часот, се уште наоѓаме начин да се вратиме во Македонија, бидејќи практично сме заглавени тука на транзитниот дел. Меѓутоа информацијата најважна во овој момент е дека ситуацијата се враќа во нормала. Исто така добив информација дека и другиот помал аеродром во Истанбул, Сабика Гохчан, е комплетно отворен за сообраќај. Тоа е помал аеродром кој најчесто го користат нискобуџетните авиокомпании. Значи првен на тој аеродром е нормализиран сообраќајот, но полека и на Кемал Ататурк се нормализира авиосообраќајот. Исто дека имаш прашање, повели. Ова се одлични, позитивни вести. Дали тоа значи дека и движењето од и до аеродромот е отворено, со оглед што спомна дека веќе летовите се воспоставени? Немам таква информација, бидејќи ние сме заглавени во транзитниот дел и не можеме во овој момент да го напуштиме, така што немам комплетна информација што се случува надвор од аеродромот. Она што можам да видам е дека некои авиони се полнат со багаж и со патници. Дали се тие патници кои сега дошле пристигнале на аеродромот или се дел од тие што веќе 15 часа се заглавени на аеродромот, таква информација се уште нема. Меѓутоа, раздвижување дефинитивно има и тоа во позитивна насока. Ресторанчињата и продавничките и фришоповите на аеродромот повторно се отворени, така што тоа е уште еден знак дека се движи се во една позитивна насока. Значи, Александар, ситуацијата е дефинитивно порелаксирана и се чувствува дека оди во позитивна насока. Како е по однос на она, утринава коментиравме, по однос на генерално ситуацијата, снабдевеноста со храна, со вода и останатите основни услови на аеродромот? Условите ги има, освен тоа што најчесто нема интернет и на некои места каде што има е преоптоварен, бидејќи многу луѓе сакат сега да се конектираат на интернет и на своите најблиски да им кажат дека се заглавени, дека се е во ред за сега. Меѓутоа храна и вода доволно има. Во текот на ноќта, значи од 22 часот негде до 7 часот изутрина, тие беа комплетно затворени. Имаше неколку немили сцени на аеродромот. Знаете, веќе информиравме дека повеќе една група демонстранти поддржувачи на Ердоган буквално влезе во аеродромот, се слушна и неколку детонации имаше на неколку наврати, вистинска панична реакција на неколку илјади патници заглавени во транзитниот дел. Меѓутоа сега е се тоа нормализирано. Во текот на ноќта дополнително ситуацијата беше успозната заради тоа што не можевме да видиме полициско присуство. Имавме информација дека армијата веќе се повлече од аеродромот, така што ние како екипа на телевизија Нова, меѓутоа и сите други останати патници имавме впечаток дека сме оставени сами на себе а немавме точни информации што тоа се случува надвор. Меѓутоа сега да сублимирам дека тоа е веќе минато и дека ситуацијата е многу порелаксирана.